Пензионерите се најдисциплинираните пациенти. Редовно ја примаат терапијата препишана од матичниот лекар, а прават и превентивни прегледи. Проверувам си редовно, одам на матичен, без пред неколку дена да си проверам крвната слика целата. Имам проблеми само со маснотиите. Одржувам ги со таблети. Барем 2 пати у година да се проверува крвта. Така треба. А ние немаме навика, немаме слух за тоа. Одеме на лекар кога имаме потреба. Ако имаме зор, инаку не. По промена на времето чувствуваме болки, нормално е тоа, инаку добро да речеме, 50% према годините. Редовно ли си ја пиете терапијата која ви ја препишува матична? Да. Тоа само така маснотиите малку ми се некојпат покачат, шикеро малку беше на граница, сега не сум видела, па ќе видам сега. Дека старите лица се грижат за своето здравје потврдуваат и патронажните сестри. Лицата од третата доба најчесто страдаат од покачен крвен притисок, кардиоваскуларни заболувања. И старите лица знаеме дека во подминати години, значи најчести болести кај старите лица се кардиоваскуларните заболувања, цереброваскуларните заболувања, диабетот, нели кој што исто спаѓа во овие заболувања, затоа и се земаат и овие резултати. Доколку видиме дека има покачен шекер во крвта кај некои лица кои што има лица и кои што не пијат терапија. Со мерење на крвен притисок, шекер во крвта и холестерол. Денес во Штип беше одбележана светската недела за грижа на старите и изнемоштени лица. Настанот е во организација на општина Штип и невладиниот сектор. Значи, тековно имаме преку проектот Општинско корисна работа, веќе традиционално 4 години веќе поред, 6 месеца, старите изнемоштени лица и лицата со инвалидитет им има обезбеден асистент кој што постојано се грижи за нив, односно им помага во домашни услови и обврски надвор од дом. За денес Сдруженијето Цивитас и обезбеди на сите дами по еден скромен подарок книга. Ова не е прва акција со која во Штип се одбележува неделата за грижа на стари и изнемоштени лица. Ваква акција минатата недела организираше и Црвениот крст.